Да, се враќаме повторно во студиото, разговараме на една мощна и интересна тема, љубовта кон музиката, музицирањето, виолината и добар ден му велам на мојот драг гостин, професорот Ерхан Шукри, професор по виолина и диригент во музичкиот ансамбл, да го речам, Арко. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, многу се радувам што повторно сум кај вас во емисија, благодарам за поканата. Имаме еден многу интересен повод. Вие постојано работите, творите и дополнително со Арко имате голем број на успеси за кои што ќе проговориме и во текот на разговорот. Меѓутоа, поводот е еден интересен настан, годишниот концерт на Мандолинскиот оркестар, кој што ќе се случи на 11 ноември. Тоа е еден навистина сеопфатен сублимат на целата ваша работа, на младите луѓе кои што творат, музицираат и кои што ќе изведат дела, барем од она што го имаме како информација, дека ќе има и многу интересен спој на традиционалното, на новото, со музика од Вивалди, Вилијамс, Кувахара, спој на една интересна така традиција. Еве, на самиот почеток околу годишниот концерт, а потоа ќе се навратиме и на се она што го имате како активности со Мандолинскиот оркестар. Да, Мандолинскиот оркестар Скопје постои веќе 24 години и од самото основање па до ден денес ние се трудиме таа традиција да ја одржуваме и кон крајот на годината веќе последните години го одржуваме тој годишен концерт, а претходно беа и новогодишните концерти, така да ние тој континуитет го задржуваме, освен во пандемијата малку што моравме да паузираме, нели, но тука бевме сите стопирани, мислам, возраст на активностите. И така да и оваа година на 11 ноември, 11 ќе го одржиме нашиот традиционален годишен концерт. Веќе неколку години наназад би сакал да напоменам дека тој годишен концерт го организираме заедно во соработка со Нула Отпад, каде што публиката која доаѓа на нашите концерти ја иницираме да донесе некаков било каков електронски отпад, истрошени батерии, еколошка димензија, јасно сакаме преку музиката, преку нашата концертна активност да ја подигнеме јавната свест и да се потрудиме да ете за една поздрава околина. Така да дојдовме на една убава идеја и навистина имаме одличен одзив на тој план, но во текот на годината исто би сакал да напоменам, освен овој годишниот концерт кој ни е ударен и значаен, ние одржуваме серија на концерти посебно по училиштата, каде успеваме да таа јавна свест да ја подигнеме за таа здрава еколошка средина со собирање на електронски отпад. Конкретно, годишниот концерт е за окружување на целата работа, можеби во текот на годината. Веројатно, можеби во иднина би размислували повторно за некој новогодишен концерт, но некој знаете и гужвите пред Нова година се многу големи и така да последниве години малку ги избегнавме тие гужви, но ќе видиме во иднина може да се случи некој новогодишен концерт. Годишниот концерт ќе биде за окружување на целата година што ја работевме, значи целата како активност, и морам да признам дека овој помладен веќе состав што е, значи веќе членовите сега што членуваат се негде меѓу 13 и 19 годишна возраст. И така да со нив работиме веќе после пандемијата веќе трета година и многу ми е драго што овој состав многу созря и веќе е репрезентативен, така да и оваа година можам да кажам дека беше доста плодна. Пролетот одржавме еден пролетен концерт кој го посветивме за Кочани, тогаш за жал за таа трагедија што се случи. После тоа заминавме за Хрватска, каде гостувавме на фестивалот за мандолински оркестри во Омиш, а покрај тоа и имавме еден концерт во Загреб и следеа серија на концерти. Така да би рекол дека ете ние го најавуваме годишниот концерт, има најава и во декември за еден концерт, што можеме во текот на емисијата да го најавиме и исто така да кажеме за него. Некои десетина концерти се одржаа во текот на оваа година, што е една прилична голема бројка за оркестарот, бидејќи сепак тоа е, иако е аматерски оркестар, ние сепак работиме професионално, односот е професионален и затоа резултатот е неминуен. Така, споменав ќе биде тоа спојна традиција и на современ звук, како се прави еве самиот репертоар за да се направи еден сублимат на се она што се работело во текот на целата година?
Да, значи нормално програмата се планира однапред и се размислува можеби за следната година што да се работи. Нормално и генерациите го диктираат тоа. Денешните генерации се, не знам, таа се една посебна движечка сила, каде што и тоа морате и вие да се прилагодите на младите. Така да, освен тој некој класичен репертоар или некој потребен репертоар што треба да го поставите и да го поминете, особено еве со младата генерација, бидејќи за нас е голем успех што успеавме да имаме, конкретно сега имаме 26 нови членови, или тие веќе не се нови, веќе трета година членуват, но млади членови кои се веќе носители и затоа со нив успеваме да работиме програма која што веќе можам да тврдам е доста амбициозна и доста сериозна, така да и престојниот концерт што ќе ни биде наредната недела во вторник, ќе презентираме сериозни дела, каде што сепак мислам дека оркестарот со тоа ќе заокружи целиот тој растеж што го направил во измината трета година и ќе биде дополнителен мотив за да се работи понатаму. Програмата нормално дека ние ги негуваме сите жанрови во самиот оркестар. Класичниот репертоар неизбежен, го спомнавте Вивалди. Ја гледам Вивалди, за мене е современ композитор, бидејќи тој творил за сите времиња и секој пат е интересен. Тука ќе биде нормално и Бах, Јохан Себастијан Бах како композитор застапен. Од друга страна, премиерни дела ќе изведеме за мандолински оркестар што се напишани. Тој е од јапонскиот композитор Јасуо Кувахара, песната на есента, на јапонската есен. Покрај тоа, за прв пат ќе изведеме и композиција што е напишана за гитара и мандолински оркестар. Тој е од композиторот Клаудио Мандонико, италијанскиот композитор Клаудио Мандонико, за соло гитара и мандолински оркестар. Освен тоа, ќе имаме и филмски теми, така да гледаме во самиот програм и самиот репертоар да бидеме интересни за публиката, бидејќи знаете како после некое време, после 20-та минута, ако не се случи некоја промена во самата динамика на самиот концерт, да публиката ќе биде здодевно. Да се задржи вниманието и тоа е дополнителен предизвик, бидејќи секогаш знаете и на концертите да дадете посебна душа, како велат, кога и да се спомене вашето име, знаат со колку желба, со колку емоции се вложувате за да целиот тој процес да се одржи, па дури на крајот како за едно заокружување, тоа е вниманието на публиката и аплаузот од публиката. Под ваша диригентска палка и под палката на вашиот татко Рамадан Шукри, така ќе биде и овој концерт? Да, значи голема мотивација, вие секогаш го споменувате тоа? Дефинитивно, па знаете како сепак татко ми оставил голема трага во мандолинското музицирање и тој ќе се задржи нормално понатаму, бидејќи знаете уметникот во творењето и во создавањето не се пензионира со годините, нели, според законот како што одиме сите во пензија. Во уметноста, во музиката, а верувам дека и во другите уметности е така. Така да тој тренд би се задржил и понатаму. Искуството и мудроста од повозрастните треба да се користат. И посебно ми е драго што овој концерт ќе го одржиме во камерната сала во Филхармонија. Тој е еден преубав амбиент, преубава акустика и е мотивација дополнителна и за оркестарот што ќе настапа таму. Бидејќи знаете, сепак влегувате во една национална установа каде што други амбиенто, други се условите. Визуелниот впечаток секако дава и тоа за нас е предизвик да навистина тој концерт го одржиме на највисоко ниво. Инаку, еве, ние во моментов работиме, подготовките се во тек. И знаете што ми е драго многу, што овие нови деца, ќе ги наречам во оркестарот, навистина се мотивирани и со желба доаѓаат на самите проби. Знаете како кога ќе речат или ќе им откажете некоја проба или не знам така, или недела дена, например, заради јас можеби некои други активности, еве минатиот септември имав јас концерт со мојот гудачки камерен оркестар Арко, па недела дена ги распуштив и да. И он леле професоре, па како сега ние недела дена, па не можеме, како ние без музика. Тука сте постигнале, многу сте постигнале со тоа, да се заразат со тој вирус, да сакаат да доаѓат да музицират, без разлика што се аматери. Еве утре други ден
ќе бидат со различни професионални ориентации, нели, определби во животот што ќе станат како граѓани на нашата држава, но сепак да, тоа што се вкоренува во нив, навистина нема цена. Пред да споменеме и за следниот концерт во декември, бидејќи целата година, нели, до крајот на годината ги имате и овие настапи за да ја заокружите работата во текот на целата измината година, сакав да го споменам бидејќи неколку пати со љубов зборувате за вашите ученици. Голем број на ученици поминале на различни инструменти. Сега виолината е вашиот, нели, матичен инструмент, да речам, меѓутоа морам да споменам, односно да ве прашам, младите генерации, особено поради новите современи, нели, текови, велите и ние мора да се прилагодуваме на нив, но каков е интересот низ годините да се дружат со музиката, па можеби и професионална определба во крајна линија да им биде? Јас морам да напоменам дека сепак мојата матична куќа е Државно музичко балетско училишниот центар Илија Николска Луј, каде што предавам виолина и камерна музика. И можам да кажам дека тука треба да бидеме горди бидејќи имаме талентирани деца, што се определува да доаѓаат во нашето музичко училиште. Покрај тоа имам среќата и во мандолинскиот оркестар да доаѓаат млади. И навистина тешко е во денешно време тој интерес или да ги анимирате младите за да дојдат, бидејќи конкретно за мандолинското музицирање, што многу пати сум го рекол во медиумите, на некој начин замера. И баш еден колега ваш пред да влезам во вашето студио, тоа зборавме занаед кој е во изумирање. Не сакам таа терминологија да ја употребувам, бидејќи навистина тоа е еден културен идентитет и национален интерес таков субјект што постои. И не само мандолинскиот оркестар, тука се и многу субјекти во нашата држава. Така да, кога ќе наидете на една млада генерација, сега ние што успеавме да анимираме и да се заинтересираат да дојат, навистина е благослов даденава прилика. Ние дефинитивно ќе продолжиме и понатаму да анимираме и оркестарот ќе биде секој пат отворен и ќе ме радува да се задржи тој континуитет, бидејќи навистина денешната технологија и современите техови наметнуваат некои други стандарди, да, и други фокуси. Но знаете како сега е модерна, сите ја зборуваат вештачката интелигенција. Колку нас ни е корисна, колку уствари и прашањето колку не ни е корисна, бидејќи мандолина не може да научите со вештачката, конкретно мандолина, виолина или било кој инструмент да изучувате, вештачката интелигенција не може да потребен е физичкиот контакт. Не знам понатаму кога ќе се развива вештачката интелигенција. И многу откажување, и самите ве сигурно знаете дека за нели еден инструмент да се совлада, музички инструмент, потребно е многу желба, волја, љубов, талент, но од друга страна и многу откажувања, затоа што се работи нели за постојани проби, за усовршување на техники и така натаму. Чинам се, скоро прочитав, ако не се лажам дали во Јапонија, или можеби не е точен податокот, дека до 18 годишна возраст им ги забрануваат мобилните телефони. Така да, значи, колку е предноста таа технологија, толку мислам дека ја одзема од оние природни работи што треба да ги негуваме, бидејќи посебно младите, да кажам, во времето кога ние немавме мобилни телефони, навистина мислам дека созревавме на друг начин, се школувавме и растевме. Да, денешната технологија се ни е достапно, нели, информација така натаму. Но од друга страна, некои процеси што се многу битни за развој на еден млад човек, навистина тука технологијата мислам дека не е во интерес за тоа. И верувам дека ќе се бориме и на таков начин да технологијата ја пратиме да не биде во интерес, ама од друга страна не до оној степен каде што ќе го нарешува оној природен тек за развој на младите. Па и за нас возрастните од крајна линија, знаете како некако барем мене лично како проаѓа време се повеќе ми се потребни тие природни текови на случување. Динамиката е многу густа во денешно време и сите за жал страдаме на тој план. Ќе ги бараме тие традиционални вредности, ќе се враќаме на корените. Колку е тешко да се обстојува денеска, имајќи ги во предвид сите предизвици со кои што се соочува секој, па и нормално да функционира еден мандолински оркестар? Да, желбата си има. Јас тоа велам, не ентузијазмот, него детскиот ентузијазм постои
љубовта постои. Еве пак ќе бидам оптимистичен дека сепак има интерес, да речеме вака во оптимистичка форма го кажувам тоа. Дефинитивно можеби студирањата што сите се соочуваме, сите што работиме со таков тип на ансамбли, се финансиските средства, што се многу потребни, зашто еве еден мандолински оркестар не е само по себе да формираме мандолински оркестар, но треба услови се создадат или еве на тековна работа, одржување на самите инструментариум, одржување, тука потребен е мајстор, па купување на жици, ред такви некои технички работи што не се гледаат на сцена. Да, публиката ќе дојде, ќе ужива и така натаму. Крајниот ефект го гледа од друга но димензија. тековната работа никој не ја гледа, а таа тековна работа е во континуитет, значи се случува во текот на целата година. И така да таа финансиска подкрепа и потреба е нужна и поголема, нормално пак она зборам во разумни рамки на потребно, затоа што треба да бидете и реални колку навистина ви е потребно за ова. Секој пат треба повеќе, но треба и човек да биде рационален, навистина колку му е потребно за да функционира еден мандолински оркестар. Јас ќе појдам од една жица. Значи ние да кажеме ете не можеме многу често да набавуваме жици за да ги менуваме. Нормално со новата жица, новите жици поубаво ќе звучи инструментот. Ние не сме во можност, например, од самој теков на работа, треба 2 пати годишно да ги менуваме жиците. И навистина тоа ќе задржите и квалитет и негување на тие инструменти, но ете за жал не можеме тоа да си го дозволуваме. И знаете тоа некако така, како дојде па се снаоѓаме и тече. Нормално дека тука јас морам да се заблагодарам, Министерството за култура е со нас, но сметам дека може да се најдат други форми и други начини да таа поддршка биде поголема и верувам дека ете понатаму можеби ќе се размисли добро од посебно ресорните министерства или ете и државата да околу тие сите субјекти што постојат во државата, како што пред малце споменам дека се од културен идентитет и од национален интерес за државата, да ги заштити. Зашто знаете како со замирање и сумирање на сите тие субјекти умира и државата. А во вашите настапи секако кога ќе заминете, еве дали е дома, дали е надвор, кога ќе настапувате, сте практично амбасадори на државата. Да, беше еве сега во мај месец кога гостувавме во Хрватска, колегите таму што комунициравме, што сме во одлична комуникација и да соработка се обнови, посебно во Загреб се обнови една долгогодишна соработка уште од 80-тите со мандолински оркестар Слога во Загреб. И во Омиш, конкретно колегите, една колешка што предава мандолина во Сплит на факултетот за музичка уметност, многу ме израдува тоа што се избориле мандолината да ја воведат во музичките училишта. Значи, гледате како државата се грижи за тоа да ја задржа таа традиција. Да, таму се тамбурашките оркестри познати во Хрватска, многу негуваат и мандолинското музицирање. Може би срекна околност кај нив е што блиску им е Италија, па тука имаат поголемо влијание. Но знаете како државата нашла начин да сето тоа се заштити, да се инвестира во младите, зашто сепак инвестицијата е во младите, а младите нас ни се потребни за оваа држава. И да, нормално младите одлучуваат дали остануваат или нема да останат. Нели, по завршување на матурата одлучуваат каде ќе студираат. Тука реално можеби онај првиот чекор каде ги губиме младите, но тоа е сепак нивна одлука. Да, сепак, јас велам, инвестицијата што е во младите, еве кај нас гледам во мандолинскиот оркестар, навистина е огромна, бидејќи сепак и тие деца доаѓаат, се едуцираат, се обучуваат, се култивираат, утре други ден стануваат дел од публиката во нашите национални установи. И се надевам дека малце ќе се подразмисли малку дека не треба многу, само добра волја и правилна распределба на средства и поголема поддршка за сите ансамбли во Македонија да функционираат подобро. Колку е специфична мандолината како инструмент и колку еве брзо или етапно се совладува? Да, мандолината сега, да, кај нас немаме ние, значи, школа за мандолина, можам да кажам вака генерално, иако десетина години во 90-тите беше поканет мојот татко во музичкото училиште да предава мандолина, се со интерес да се едуцираат тогашните ученици што учеа, за утре други ден кога ќе станат професори, наставници во основните училишта да знаат како да работат со мандолински оркестри. Значи имаше една многу добра стратегија. Тогашната директорка го направи тоа и тоа беше одличен потек. За жал во денешно време тоа не постои. Сега ние тука вештината е како да се направи мандолинист.
Нормално дека се нема време да се оди по школски пат, да кажеме, како што е во музичкото училиште. Тука јас го велам 3 во 1, баш 3 во 1, каде што едуцирањето, обучувањето и култивирањето, односно пласманот на сцена, се оди во еден процес каде од практичен аспект им се дава на децата да може што побрзо да ја совладат мандолината. Така да тука е веќе сега искуството, може би оној рационалниот дел, како да бидеш ефективен и ефикасен во самиот процес на работа. Но сигурно кога ќе ја земат или кога ќе почнат веќе со првите звуци да ја совладуваат, е избор број 1. Имајќи во предвид дека се поголем број на ученици, еве и на млади лица сакаат еве да бидат дел и од вашиот ансамбл Арко и генерално да музицираат на овој инструмент. Знаете како исто за децата, гледам тоа многу е битна и програмата, мотивација и самата програма што свириме сега. Или моментот, нели да, во основите, свиревме само 2 песни или композиции во текот на годината, тука ние за месец дена помиравме 6-7 композиции. И изборот на програмата и понудената програма исто е дополнителна мотивација за нив и затоа велам како што пред малку спомнав, гледате во очите нивни како доаѓаат, едноставно сакат да музицираат и одвај чекаат на проба. Еве сега затоа многу се возбудени за овој концерт. Навистина еве одат доста веќе повеќе од половина сала е продадена, билетите се продадени. Така да тоа е навистина потврда дека сме на правиот курс. Така. Споминавте концерт во декември, повторно, подготовки уште? Да, ова не беше планирано, мислам да пред 10 дена бевме пријатно изненадени што се јавија од амбасадата на Република Хрватска и побараа од нас да одржиме божикен концерт во католичката катедрала во Скопје и ние со задоволство го прифативме тој нов предизвик. Така да веќе по завршувањето на овој годишен концерт што ќе се случи во Филхармонија на 11 наредната недела, веднаш почнуваме со припреми со нова програма во тој еден божикен дух да спремиме еден концерт што тој ќе биде од отворен тип. Така да ние повторно ќе го најаваме исто заедно со Хрватската амбасада тој концерт и верувам дека публиката ќе има прилика да. Немате конкретен датум за мислам дека ми рекоа 12, така да некако затегнам 11, мислам дека е 12, ако нема нешто промена од организацијата со Хрватската амбасада, 12, така да тоа ќе биде нов предизвик, па католичката катедрала еден преубав амбиент, една преубава акустика. И се сеќавам еден од првите концерти што одржавме таму беше кога оргулите ги донесоа во католичката катедрала. Се имаше донација за католичка, мандолинскиот оркестар одржа концерт. Така. Го споменавме низ разговорот, во септември заокруживте една мощна и интересна музичка приказна, пейзажот на Арко, концерт со многу емоции, со многу чувства, со многу сензибилитет, би рекла, и човечност. Колку се, еве, низ годините секако многу трути и влог е оставен во функционирањето на Арко, меѓутоа колку, еве, оваа музичка приказна беше, да кажам, печат на се она што сте го работеле низ годините? Да, некако Арко и мандолинскиот се тесно поврзани, иако се различни. Јас се ви преска споменавте за младите, конкретно 20 членови од мандолинскиот оркестар се запишаа во музичко училиште. Имаме обоистка, еден обоист, еден контрабасист. Ете љубовта, музиција, да, мотив. Да. Арко исто настана во мојата училница, кога на моите поранешни ученици им организирав камерна музика и после одредени години кога се определија да учат понатаму с нивото средно образование, гимназии и така натаму, сакаа да музицираат и се собравме и го формиравме Арко. И тој почна со аматерска основа, но како годините созреваше тој оркестар и јас како музичар, имав потреба за малце и посериозна програма, поамбициозна, па веќе сега Арко е и со професионални колеги кои работат во Македонската опера и Македонската филхармонија, во нашите национални установи, така да Арко на некој начин ги има можеби двете пати каде што се уште е отворен и за аматерско музицирање, за сите оние што музицирале, што изучувале инструмент, гудачки некаков инструмент, а од друга страна се овие поамбициозни и посериозни концерти, каде што негуваме програма која навистина е на сосема друго ниво
и навистина и тој сепаратистскиот концерт што го државме пейзажот на Арко беше еден одличен концерт на високо ниво, имав прекрасни солисти, тогаш имав тројца солисти, мојата сестра настапи на харфа, Мерсиха Шукри, настапи Сихана Бадивуку на виолина, имавме една гостинка од Турција на мандолина, господјата Жана Актурк. И таму е уствари на тој концерт, иако беше гудачкиот камерен оркестар, повторно мандолината ја вклучив како солистички инструмент, бидејќи малку е застапена на концертниот подиум мандолината. Да, ние со мандолинскиот оркестар сме на сцена и го негуваме мандолинското музицирање, но солисти многу ретко доаѓаат. Ова мислам дека второ гостување во Македонија. Пред многу години имаше еден многу познат мандолинист, Авија Витал. Тој гостуваше во Македонската филхармонија и сега ова беше второ гостување на мандолинист во Македонија. Пейзажот на Арко, да, беше еден убав концерт и самиот наслов нудеше баш таков еден музички пейзаж и изведовме многу нови премиерни дела на самиот концерт и јас генерално, дали е мандолинскиот или Арко, секој пат ми е предизвик да поставуваме нови дела, премиерни дела, а и да ги застапиме сите жанрови, бидејќи концертите, целта е да ги доближиме секому тие концерти. Да не бидат само класичен репертоар каде, а веќе публиката препознава и ние си имаме наша публика и навистина и они очекуваат што ново сега ќе презентирате на вашите следни концерти. Да, сигурно и ги очекуваат така со посебно внимание, бидејќи како што споменав, секој концерт е индивидуално, некој е за окружување на она што го работите, она што го правите и го вложувате и низ годините, меѓутоа генерално ја споменавте и програмата колку е важна, да го привлече вниманието, да го задржи вниманието на крајниот слушател и уште можеби сакав пред малку кога говоревте на која возрастна група се учениците, има посебна возраст од кога можат да членуваат кај вас во оркестарот или сепак е тоа слободно? За мандолинскиот оркестар, да, он е реално отворен за сите возрасти, апсолутно. Сега се погодија последниве 3 години да се става оваа група што е од 25-26 млади мандолинисти, се на од 13 до 19 годишна возраст. Така да морам да напоменам дека и постарите оркестранти што ни се во оркестарот, што веќе повеќе од 20 на години музицираат и со нив кога почнавме, они доаѓаат обавезно на годишните концерти и ни се приклучуваат. Они се уште сакаат да музицираат, но постојано не можеме да ги имаме заради нивните домашни обврски, фамилиарни работни обврски. Тоа покажува уствари колку музиката им останала и се надевам дека и младите ќе им остане да после 10-15 на години сакат и понатаму да музицираат. Оркестарот, да, значи е отворен, обично соработката со осмолетките каде што соработуваме, децата негде 6-7 одделение доаѓаат кај нас и полека тоа почнува да се развиваат и некој пак велам исто он е отворен, било кој го познава инструментот мандолината, мандола, гитара, без разлика што е, бидејќи тие инструменти се застапени во мандолинскиот оркестар. Отворен е оркестарот, ако има барем основни познавања, за да може и брзо да се вклучи, а се разбира ние од време на време правиме и некои почетнички групи, каде што со што вика почнуваме од буквата А, па полека да се развива целосно азбуката да ја научат и да се употребува тој музички јазик на концертните сцени. Сигурно да се изградат можеби во вистински музички професионалци, да се открие таа љубов кон музиката. Професоре, ви благодарам многу што бевте денеска заедно со нас. Верувам дека ќе има навистина голема посетеност вашиот концерт како сите останати. Минатиот пат кога ми бевте гостин зборувавме за 30 години ваше активно работење и нешто веќе повеќе од 20 години активности на ансамблот Арко. Ви посакувам уште двојно повеќе успеси, затоа што навистина работите со цело срце, со душа и со голема љубов и енергија за овие млади лица, па секако и колегите кои што веќе со години се покрај вас и работат на ова поле, да бележите и да редите успеси во иднина. Ви благодарам на поканата и навистина многу би значи вашата поддршка за целата наша работа и верувајте дека секој пат пријатно се чувствувам кај вас во студио. Ви благодарам уште еднаш.